Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за правда Кренар Лога. Министре, како ги коментирате во целост случувањата во судскиот совет, телото кое што е надлежно за избор и разрешување на судии? Со многу загриженост ги следиме сите овие настани таму. Веќе го имаме кажано нашиот став, дека ова нема да допринесе во зголемувањето на довербата во правосудниот систем. Така да очекувам и повикувам на разум и што побргу сите овие настани да се минато во наше општество и нормалната работа да биде дел од работата на поиднина на овој орган што е од многу значајно за правосудниот систем. Дали е контрадикторно тоа што Советот на јавни обвинители најави дека ќе покрене дисциплинска постапка против обвинителката Ленче Ристовска, која што во јавноста изјави дека ова тело е извор на трговија со влијание, а од друга страна судскиот совет не покрена дисциплинска постапка против председателката, туку приде директно кон нејзино разрешување? Да, сите овие настани не се во нормални околности и јас како и вие заедно со кабинетот ќе имаме разгледано овие случувања и дискутираме меѓу себе како е можно за истите врвни органи на правосудниот систем да има како двојни аршиви. Во едниот да се дава можност без расправа и без причина, без дисциплинска постапка да се разрешува, а во другиот дел само за една изјава кој треба исто така да се докаже дали е или не е така, да се побара во најден можен рок да се одговара дисциплински. Чудно ми е мене, јас ќе седнувам и со председателот на Совет на обвинители, а исто така и со Ленче за овие сите овие нејзини изјави. Каква одговорност треба да се бара од судиите кои што чуваат предмети долго време во фиока, како што беше примерот со судијата од апелациониот суд кој што 9 месеци ја чуваше во фиока пресудата за предметот Таргет, тврдена најголемата афера за прислушување во земјава досега? За жал, пред да истекнува рокот, јас со две писма различно имам побарано од судски совет да презема мерки за овие предмети да не се застаруваат. За жал, ништо не е преземено од нивна страна. И дојдовме во оваа ситуација за да не само внатре во јавноста, туку и од надвор, од меѓународна заедница да имаме силна реакција. И треба експедитивен да е судски совет. Таму имаме случај исто така, не само врзан со овој настан, имавме од пред 2 месеци еден извештај од судот, од надзорен извештај во судот во Куманово, каде од 8 точки председател на суд таму не исполнува 7 од нив. Меѓу нив кој е ЈАКМИ системот, кој е манипулиран во тоа страна. Извештајот е поминат на судски совет и за жал не е преземен никаква мерка. Јас исто така имам пуштено едно писмо до кај нив, зошто, од кои причини немаме реакција од нивна страна. И ке барам, како што имам најавено, да сум присутен во тој дел каде има право министерот да присуствува во судски совет, а исто така за сите овие девијантни најави да можеме на време и по делот на законот да имаме измени за да имаме повеќе транспарентност од нивна страна. И во овој дел веќе министерството години наназад има преземено мерки, е подобруван во некакви нивоа транспарентноста, постанува уште многу работа заедно со нив за да сите овие девијантни појави да добиваат крај на засекогаш. Кој е вашиот став, каква одговорност треба да се баре? Дали станува збор за кривична, дисциплинска постапка или нешто друго? Тоа законот ја предвидува продобро. Значи мора да има дисциплинска постапка. Па после, ако пак во законска и процедурална постапка треба да се докаже дали тоа е злонамерна или пропуст или од незнаење. Како и да е, овој дел останува во рамките на надлежности на органите кои се самостојни и кои треба да се почитуваат до крај во овој случај на судски совет.
Вие неодамна изјавивте дека во промената на уставот ќе барате да се трне и делот во кој што министерот е задолжителен член на судскиот совет. Според препораките на ГРЕКО, вие не треба да присуствувате на седниците на судскиот совет, како што постапува и вашите претходници. Како вие ќе постапите? Тоа што го има побарано ГРЕКО од 2014 не е исполнато. Значи останува по функција министерот да е дел од судски совет без право на глас. Тоа што веќе ГРЕКО има таму и двете ставови. Значи има многу земји во Европа кои имат оваа можност како кај нас и не е никаков проблем. Тоа е бидено во тоа време заради тие околности во 14 и пред тоа година кога министер е мешан во многу други прашања. Значи јас сметам и ден денеска додека тој дел ја има во уставот и во законот да се почитува до крај. Бидејќи која е пораката на една институција кога министер за правда не почитува уставот и законот. Значи или треба тоа да оди во пакет сега со уставните измени или јас ке треба да го почитувам уставот и законот. И така имам најавено сегде дека јас ке бидам присутен во делот каде мене ми се дозволува да сум присутен на тие точки од дневен ред. И еврокомесарот и американската амбасадорка во Скопје излегува со сериозни критики за слушувањата и во судскиот совет, но и за пресудите, односно за укинувањето на пресудите од апелација. Што презедовте вие по тие критики? Па ние сме на иста линија. Значи јас сум секојдневна комуникација со сите амбасадори во земјата, исто така и со претседател на државата, па и со други институции. Некои мерки ние ги предвидуваме со новата стратегија 2023-2027. И ќе имаме измени во некој дел на некои закони и јас верувам дека освен тоа што треба да го имаме ние на хартија, мора да имаме и храброст да се справаме со сите овие предизвици и овој дел улогата на министерот е ограничена бидејќи ние не смееме да учествуваме во тие настани таму или да било што да се мешаме во нивната работа и до крај ќе ја почитуваме нивната самостојност. Работната група за измени на уставот е конституирана без поддршка на опозицијата, која во меѓувреме се обидува и политички да ги обележи дел од експертите во неа. Како тогаш очекувате уставните измени да поминат во собрание, односно да помине предлогот што ќе го изготви оваа работна група? Мене ми е жал што ВМРО не е дел од оваа работна група, ги повикувам уште еднаш да бидат дел од успехот за патот кон Европска иднина на Македонија и верувам дека овие се храбри луѓе што прифатија да се дел од оваа работна група, се извонредни луѓе бидејќи во вистинскиот момент они најдоа време иако знае дека ќе бидат отцрнети од дел од јавноста да го дават својот придонес за да ние ден напред да сме дел од фамилијата на Европска унија. И верувам дека со нив ќе имаме успешна приказна кој треба на јавноста ден пред за да ја усвоиме во собрание. Јас верувам дека ние само ја имаме делот на изготвување, а предлагач ќе биде владата и во тој дел ние нашата работа за кратко време ќе ја имаме пред вас. Дали тоа значи дека очекувате ВМРО-ДПМН да даде поддршка во собранието за предлогот кој што ќе произлезе од оваа група, иако досега јавно се декларираат дека нема да го направат тоа? На неколку изјави ВМРО има дадено простор дека ќе ги поддржи, значи уставните измени. Тоа е бидено најмалку 2 пати кога нивниот лидер каже дека барат цврсти гаранции од Европска унија, па каже дека ќе го кажуваат ставот позитивен ако ја имаме формулацијата како во Хрватска. Така да верувам дека ако ВМРО нема да најде сила како од најголемите политички партии, верувам дека внатре во ВМРО ќе се најдат вистинските луѓе кои знаат да препознават иднината на државата, дека нема друг пат. Бидејќи ова што се бара исто и што се очекува од нас мора да се исполнува. Освен вметнувањето на бугарите и другите националности во преамбулата, што друго ќе се разгледува како опција за измени на уставот во оваа работна група?
Останува приоритет преамбулата, па и другите, ако им најдеме консенсус другите прашања, значи слободно ќе може да течат понатаму со ново решение. Ново решение, ново отварање на уставот или во истово отварање? Значи ако има консенсус, може да е во рамките и на ова отварање на уставот. Било како, значи нас и условот ни е преамбулата и тој дел ќе треба побрзо да го решиме. А влегува во овие пакети околу албанскиот јазик и процентите бришењето? Верувам дека тие прашања ќе треба да се отворат во тоа работна група и ќе се дискутираат. Во овој момент јас не би сакал да давам никаква изјава, бидејќи знаете, може да се употребуваат, да се злоупотребуваат за древни политички цели. Формирана е работна група за изборниот законник во кој треба да се вметнат забелешките на ОПСЕ и ОДИХР. Но и во оваа група нема представник од опозицијската ВМРО-ДПМН. Можно ли е ваква група да има успех? Верувам дека да, бидејќи ние имавме и во собрание средба со господинот Мицевски, кој е нивен координатор и кажа дека ги поддржа сите овие измени на законникот каде што е предвидено да се инкорпорираат препораките од ОПСЕ и од ИХР. Ова ќе биде прва задача на работната група, а меѓувреме они ќе работат значи и во другиот дел каде што ќе се спрема и нов изборен законник. Он нема да е за неколку месеци, може да ќе трае и повеќе, како и да е. Добро е што почна со работа ова работна група и ги има внатре инкорпориране сите институции во државата, како и специализирани меѓународни организации во тој дел на изборите, како што е NDI, IFS, па и од внатре во државата организации кои толку години ги следат изборите во државата. Дали прашањето за една изборна единица ќе биде приоритет во измените, односно во составувањето на целосно нов закон за избори? Не. Моделот, значи, треба да добие консенсус во собрание. Така да во тој дел останува на политичките партии да најдат консенсус внатре. Значи, нас како министерство ни е потребно делот на технички работи, делот на функционалноста на Државна изборна комисија, па и за другите тековни работи што се врзуваат со изборниот законник, каде што е финансирање на политички партии, односно програмата и други врзани проблеми што ден на избори, па кој ќе биде. Значи, моделот за нас не ни значи ништо во овој случај, бидејќи за тоа ќе треба да се дискутираат и тие работи, а мора да се најде политички консенсус. Тоа е битно прашање и јас не можам да кажувам ништо во овој дел. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за можноста. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.